Ко следите новото издание на регионалните вести. Од денес започна изградбата на фекална канализација за населените места Брвеница и Долно Седларце. Регионалниот пат кон Чегране ќе биде затворен за сообраќај секој работен ден од 7 до 17 часот. Фекална канализација во должина од 2 километри од денес започна да се гради во населените места Брвеница и Долно Седларце. Поради изведбата на градежните работи, регионалниот пат кон Чегране ќе биде затворен за сообраќај секој работен ден од 7 до 17 часот. Овај проект е долго очекувано, многу пати спомнато и од страна на граѓаните, од општината и од сите. Конечно, јас сум радосен што дојде денот да се почне со работа, да се реши овај проблем на граѓаните на село Брвеница и Седларце. Се работи за главниот колектор на канализација кој опфаќа овај дел од патот, значи од влезот до излез, значи околу 2 километра, и после тоа одма се продолжува со наредната фаза кон што ќе иде кон пречистелна станица кај што се предвидува во иднина да се гради. Како што и сме кажале и порано, за овај инфраструктурен проект биле ангажирани сите институции од локална власт, што ги спремаше проектната документација и другите припремни технички работи, па до сите други институции, Министерството за транспорт и врски и другите, кај што се зема дозволите, бидејќи се работи за регионален пат, и имајќи во предвид фреквенцијата и тежината на патот, мораше да се обезбедат сите потребни дозволи, да немаме препреки и од органите, па и од самите граѓани што поминуваат тука. Јас користам ова прилика на сите граѓани, па и пошироко што фреквентираат по овај пат, да имат во предвид овај период што ќе се работи, да мада ќе има сообраќајни знаци за пренасочување на сообраќајот и да водат сметка што помалку да го користат овај пат, бидејќи градежните работи ќе траат секој ден од 7 па до 17 на вечер, и така да патот, како и што забележувате и вие и вашите камери, тесен е и нема простор истовремено и да се работи и да поминуваат потешките моторни возила. Градежните работи околу изградбата на канализационата мрежа планирани се да завршат што поскоро, затоа што напоредно се работи и на реконструкција на регионалниот пат од Чегране кон Тетово. Овај проект е малку поогромен, пообемен, офаќа некаде цирка 13,5 километри. Зборувам за примарна секундарна мрежа. Почнува од влезот во селото, од индустријската зона, све до излез тука на Бел мост. Исто така офаќа и село Седларце и продолжува кон Вардар и кон село Фалиште, кај што се предвидува да биде и заедничка пречистелна станица со Тетово и со другите населени места. Цената е така, проектантната вредност фаќа некаде околу, ево да кажем овака во евра, околу 800.000 евра. Овој дел, значи сега што се работи главниот колектор, се финансира од општина Брвеница и самата општина го објави тендерот. Ова е некаде околу 2 километра, реков. Меѓутоа, овој е првиот дел што мора да се завршат овие работи пред да се реконструира патот, бидејќи сигурно и вие сте забележале дека веќе почнати са градежните работи на регионалниот пат од Чегране кон значи Тетово, и добар дел од тие градежни работи добро напредуваат. Така и ние сега правиме напори ова да се заврши пред да се да стигне тука со другите градежни работи, за да немаме после прекопавање и така натаму. Инфраструктурниот проект за изградба на фекална канализација и пречистителна станица чини околу 800.000 евра. 54 сообраќајни несреќи се регистрирани минатиот месец во Тетово и Тетовско. Освен повредени лица и материјална штета, во сообраќајките за среќа нема загинати.
Минатиот месец на поширокото Тетовско подрачје вкупно регистрирани се 54 сообраќајни несреќи или 13 помалку во споредба со истиот период лани, информираат од СВР Тетово. Во октомвриските несреќи нема загинати наспроти ланските 2 несреќи со 3 човечки жртви. Една била со тешко повредени, 19 со телесно повредени лица, а во 34 несреќи причината е само материјална штета, која вкупно се проценува на близу 1.600.000 денари или речиси половина милион, помалку од минатогодишниот октомври. За најголемиот број несреќи најчеста причина е неприлагодена брзина, 19 несреќи, односно прибрзо возење, потоа следува неправилно вршење дејствие, недржење растојание, недржење страна, непочитување првенство и така натаму. Според СВР Тетово, улиците во Тетово и Линденска, Видое Смилевски Бато и Маршал Тито и минатиот месец биле сообраќајно најризични и на нив се случиле најмногу несреќи, пошто следуваат регионалните патни правци Тетово Пирок, Тетово Волковија и автопатот Тетово Гостивар и Тетово Скопје. Сообраќајно најризични денови во октомври биле четврток, петок и недела, по 12 несреќи, а најкритичен период е од 18 до 20 часот, односно од 14 до 22 часот. Лице во алкохолизирана состојба од Гостиварско се само повредило со нож во раката. Од тетовската полиција информираат и за гостиварка која испила поголема количина седативи. Маж се самоповредил со нож, а жена испила поголема количина седативи. На двете лица им е укажана лекарска помош и се пуштени на домашно лекување. Според СВР Тетово, вчера вечер околу 19 часот и 30 минути, 52 годишник од гостиварското село Сенокосе во неговиот дом, во кој живеел сам и во значително алкохолизирана состојба, по расправија со блиски се заклучил во една од собите и потоа со нож се самоповредил во левата рака. Со возило на брза помош пренесене во гостиварската болница и по укажаната помош пуштене на домашно лекување, односно задржан во полициската станица Гостивар за отрезнување. Извршен е увид, пронајден и подигнат е нож и други траги, кои ќе се вештачат. Во координација со јавен обвинител се преземаат мерки и активности за расветлување на сите поединости поврзани со случајот. Во вториот случај во семејна куќа во околната гостиварска населба Циглана, вчера попладне околу 17 часот 36 годишна жена се затрула, односно испила поголема количина таблети седативи. Набрзо е пренесена во гостиварската болница и по укажаната лекарска помош пуштена е дома. Причина за труењето се семејни проблеми и недоразбирања. Лишен од слобода 57 годишен жител од Теарце, кој со судска наредба се барал за издржување на затворска казна од 5 години. Полицијата регистрира и уцени околу објавување на компрометирачки материјали. Полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 57 годишен жител на Теарце, кој со соодветна судска наредба се барал за издржување на казна затвор од 5 години. По приведувањето и кусото задржување во 22 часот и 30 минути, тој е предаден во казнено-поправната установа Идризово во Скопје. 28 годишник од Скопско кој времено престоил во Тетово, вчера пријавил уцено 2 непознати лица. Пред една недела преку социјалните мрежи тој се запознал со женско лице, со кое повеќе пати контактирал и преку видеоврска размениле, односно споделиле неколку материјали и фотографии, на кои двајцата биле без облека. По известно време во видеоконтактот се појавил, односно вклучило и непознато машко лице, кое заедно со женското од него побарале $75,000 за да не ги објават компрометирачките материјали и фотографии преку каналот YouTube. Се работи на расветлување на сите поединости поврзани со пријавеното и на откривање на уценувачите. Поради ваквите чести појави СВР Тетово повторно апелира до корисниците на социјалните мрежи да бидат максимално внимателни какви информации поставуваат и со кого воспоставуваат контакти. Богата културна програма во Центарот за култура Асном во Гостивар. Почнувајќи од утре, речиси секој ден ќе се одржуваат разни манифестации, концерт, представа, прикажување на филмови. Ќе има настани за сите љубители на сите видови уметност, велат од Центарот со покана до гостиварци да ги посетат во што поголем број. Гостивар периодов ќе биде место на случување на бројни културни настани. Од Центарот за култура Асном најавуваат музички манифестации и драмска представа, а нема да изостанат и проекции на филмови за љубителите на седмата уметност. Утре вечер во големата сала концерт ќе одржи камерниот хор Франце Прешерн на истоименото словенечко здружение кое делува во Скопје. Влезот е бесплатен. Програмава е дефинитивно многу богата. Се прави муабет за многу озбилна институција
И цела ова група таа вечер ќе биде диригирана или предводена од големиот маестро, македонски маестро, професорот Томислав Шопов. Манифестацијата е отворена, мислам без влезници. Ги поканувам сите луѓе да дојдат затоа што уметничката програма стварно вреди да се поддржува и да се поддржуваат и самите уметници. За оние кои повеќе ја сакаат театарската уметност, во сабота навечер следува драмска представа. По повод 65 годишното постоење во Гостивар гостува Турскиот национален театар со комедијата Слуга на двајца господари. Представата е мултиетничка, на турски, албански и на македонски јазик. Убавината во тоа е дека самата комедија, која дефинитивно е топ, промовира не само драмски или уметнички вредности, него комуникацијата помеѓу глумците внатре, фактички таква е драмата, е мултиетничка, значи дефинитивно како и што функционира кај нас, сите зборуваме у свој јазик, а на крај се разбираме ако сакам. Наредната недела пак ќе биде посветена на домашниот филм. Во Центарот за култура, почнувајќи од понеделник, секоја вечер ќе се прикажуваат македонски филмови. Ќе имаме шанса да гледаме или прилика да се представуваат филмовите како што се сретна нова, 49-та, Тетовирање, Hi-Fi, Планината на гневот, Тријани, Збор. Сите овие филмски прикажувања ќе бидат во 20 часот. Не дека ни е должност, него ние како институција, бидејќи во овие филмови моментално се вртат, се прикажуваат низ цела држава и ја мислев дека и нашите граѓани заслужуваат да имат прилика да ги гледаат. Во рамки на соработката со Кавадаречкиот дом на културата, Гостиварскиот центар за култура на 11 ноември со екипа уметници, поети и актери ќе гостува во Кавадарци. Настанот се организира како дел од проектот Урбани сценски мостови. Дванаесетте јавни обвинители кои ќе и помагаат на специјалната обвинителка Катица Јанева денеска дадоа свечена изјава во Советот на јавни обвинители со што и формално ја преземаат новата должност. 5 мина обвинители беа изгласани вчера, а 7 беа избрани на 14 октомври. Советот на јавни обвинители вчера едногласно ги избра обвинителите Гаврил Бубевски, Ленче Ристевска, Трајче Пеливанов и Артан Ајро, сите од основното јавно обвинителство Скопје, како и Лиле Стефанова од јавното обвинителство за гонење кривични дела од областа на корупцијата и организираниот криминал. Тие им се придружија на 7 обвинители избрани предходно: Бурим Рустеми, Елизабета Јосифовска, Лейла Катриу, Љубомир Лапе, Марија Ѓурѓева, Стево Донев и Фатиме Фетаи. Катица Јанева предходно, кога беа избрани само 7 од предложените 14 помошници, побара од нив да не даваат свечена изјава се додека не и биде комплетиран целиот тим. Неизборот на целиот тим што го предложи Јанева беше едно од спорните прашања што го кочеше меѓупартискиот диалог за спроведување на договорот од Пржино. Почна средбата на работните групи за договорот во Пржино во клубот на пратеници во Скопје. На состанокот присуствуваат Никола Тодоров, Силвана Бонева, Билјана Бришковска-Бошковски, Илија Димовски од ВМРО ДПМН, Оливер Спасовски, Фросина Ременски и Цветанка Иванова од СДСМ, Муса Џафери и Јартан Груби од ДУИ, Беким Фазлиу и Имер Алиу од ДП. Посредникот Питер Ван Хојте пред средбата не даде изјава, но вчера рече дека каков било договор треба да биде поддржан од сите 4 партии. Во спротивно ќе нема договор. Најспорни точки се законот за влада и законите за бомбите и за свиркачите. Пред денешната средба постои оптимизам дека може да биде постигнат договор. Родилката од Гевгелија, 32 годишната Маја и незиното бебе починале од задушување, бидејќи долго време биле држани без кислород, неофицијално дознава Нова од извори во Институтот за судска медицина. Сето тоа за стручњаците укажува дека грешката е направена од анестезиолозите на почетокот на операцијата кога бил ставен тубусот и анестезијата на родилката. Наодот од обдукцијата е завршен и пратен до јавниот обвинител. Комисијата формирана од Министерството за здравство се уште нема официјален извештај за утврденото за време на увидот во Гевгелиската болница. Родилката Маја Кадиева и незиното неродено бебе починаа пред 2 недели во Гевгелиската болница за време на царскиот рез.
Народното собрание на Бугарија денеска му го одзеде пратеничкиот имунитет на лидерот на националистичката партија Атака Волен Сидеров поради скандалот со неоснованите обвинувања од негова страна за шверц на наркотици. Поради истиот случај имунитетот му беше одземен и на сопартиецот на Сидеров Десислав Чуколов. Бугарското јавно обвинителство побара да им биде одземен имунитетот на Сидеров и Чуколов за да може против нив да покрене обвиненија за хулиганско однесување. Одземањето на имунитетите уследи откако барањето на обвинителството беше одобрено од специјално формирана анкетна комисија на парламентот. Илјадници луѓе протестираа синоќа во Букурешт и покрај тоа што романскиот премиер Виктор Понта си поднесе оставка од функцијата по несреќата во ноќен клуб при кој загинаа 32 лица. Демонстрантите маршираа до зградата на парламентот барајќи предвремени избори и политички реформи. Протести имало и во останатите поголеми градови. Понта, кој се соочува со обвинение за корупција, изјави дека се надева од и оставката на владата чија смири јавноста. Врз основа на правата за лична слобода, Врховниот суд во Мексико одлучи дека одгледувањето и употребата на марихуаната за лични потреби е дозволена. Судот не одобрува продажба на марихуана. За општата легализација на марихуаната и понатаму се водат кампањи од организации и друштва кои поднесоа неколку петиции кои се уште се разгледуваат од страна на властите во Мексико. Агенцијата ТАС наведува дека според резултатите на истражувачкиот центар на парламентот, добиени во мај 2014 година, околу 70% од мексиканците биле против легализација на марихуаната. На Карим Бензема му се заканува затворска казна од 5 години доколку биде осуден за виновен во судскиот случај за обид за уцена на репрезентативниот колега Матиу Валбуена. Голгетерот на Реал Мадрид беше пуштен на слобода, но ќе мора на одредено време да се јавува пред одговорните власти, откако против него беше поднесено обвинение за уцена и за завера за вршење на криминално дејство. Во конкретниот случај на Бензема му се заканува затворска казна од 5 години, јави од обвинителството. Бензема се согласил да му помогне на другар од детството за да ја објасни ситуацијата на Валбуена, за потоа тој да преговара директно со него. Според истиот извор тој им кажал на обвинителите дека сакал да му помогне на пријателот без да му наштети на Валбуена. Ваквите аргументи на голгетерот не биле прифатени од страна на судските власти, па против Бензема е покренато сериозно обвинение. Овој скандал најверојатно ќе значи и крај на репрезентативната кариера на Карим Бензема, а во следниот период се очекува состав да се јави и Реал Мадрид. Времето денес беше сончево и топло. Утринските температури се движеа од -3 до 6 степени, а дневните од 13 до 22 степени. Утре не очекува сончево време со слаб до умерен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 4 до 10, а дневната од 10 до 20 степени. Со информацијата за времето ги завршуваме денешните регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.